Почитувани, денешната пресконференција е свикана со цел, како градоначалник на општина Неготино, да ја информирам пошироката јавност со активностите и настаните од тридневната манифестација Недела на виното Свети Трифун 2019 година и наедно да упатам покана до сите заинтересирани да присуствуваат и да ги проследат настаните од оваа стопанска, туристичка и промотивна манифестација. Активностите ги започнуваме денеска со одржувањето на надпреварот за дегустација на вина и ракии од индивидуални производители кои ги оценува стручна комисија составена од енолози, а наградите и признанијата на најуспешните ќе им бидат врачени од централниот настан во четврток на самиот празник Свети Трифун. Веднаш потоа, стручните лица енолози одржаа и советодавен настан со производителите на вина и ракии, на кои се даваа насоки, мислења и сугестии како да се подобри квалитетот на произведените вина и ракии во домашни услови. Денешниот ден заврши со настанот насловен како сезонски работи во лозов насад и мерки за адаптација на климатските услови, на кој предавање имаше професор доктор Климе Белевски од Земјоделскиот институт од Скопје во организација на Националната федерација на фармери, а паралелно беше поставена и изложба на публикации од областта на земјоделството од локалната библиотека Страшо Пинџур од Неготино. Настаните и активностите продолжуваат утре, среда, во манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓи, каде ќе биде организиран промотивниот дегустационен и продажен настан Ден на вранецот на индивидуални производители, збогатен со раванијада и пригодна програма за присутните. А веднаш потоа, на истата локација ќе се организира мастер-клас за вино Вранец со учество на винари од регионот. Утре, од 16 часот, во салата на општина Неготино, ќе биде отворена научна конференција на тема Свети Трифун и виното, верувања, обичаи, ритуали, на која своји излагања ќе имаат еминентни научни имиња, а веднаш потоа од 19 часот во музејот на град Неготино ќе биде отворена традиционалната копаничарска изложба на Сдруженијето Стари занаети. Централната манифестација по повод Свети Трифун ќе се одржи на 14 февруари со затварање на научната конференција на тема Свети Трифун и виното, верувања, обичаи и ритуали, со доделување на благодарници на сите учесници, а продолжува со организирање на винска тура за домашни посетители и туроператори. А на градскиот плоштад во Неготино од 11 часот ќе бидат отворени штандови на винариите, дистрибутери, производители, здруженија и угостителски објекти кои ќе може да бидат присутни и посетувани од страна на граѓаните, а истите ќе имаат можност да дегустираат од изложените производи. Од 12 часот во четврток ќе се спроведе и свечениот чин на символично закројување на виновата лоза и отварање на централниот настан, прогласување на наградените од одржаните надпревари и дегустации, посета на штандови и слично. Од 12:30 до 19 часот присутните на градскиот плоштад ќе имаат можност да уживаат во богатата забавно музичка програма со настап на еминентни имиња од македонската музичка естрада или накратко музика и забава за повеќе генерации. Почитувани, ја користам оваа прилика од мое лично име и како градоначалник на општина Неготино да упатам јавна покана до сите граѓани на општина Неготино и пошироко да се вклучат и да присуствуваат на настаните организирани по повод Свети Трифун и заедно да уживаме во богатата програма. Ви благодарам.